Јован Илијовски од Прилеп лани во декември дарувал крв по 100-ти јубилеен пат. Со оваа хумана активност започнал во 1987 година, кога во општата болница во Прилеп го однесол негов роднина и со кого за прв пат заеднички дарувале крв. На сите граѓани им порачува да даваат крв, затоа што со секое дарување спасувале по еден човечки живот. Започнав со дарувањето на крв од чисто хуманост, некако некој што за 2 дена да слободни. Сакам човечки животи се спасува од крвта, таа е драгоцена течност што не може никој да ја доплати. И така се решив од 87 година дарувам крв. Првото дарување беше во болницата градска, со еден тетин отидов прв пат, тој рече, иди рече со мене, тога бев 19 години тогаш и од тогаш почнав да давам 3 пати до 4 пати годишно крв, секоја година. И сега 100 пати. Лани во декември дадов. Илијовски заедно со голем број крводарители од Прилеп, по повод денот на Црвениот крст и крводарителството, беа примени од страна на градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски, кој им даде благодарници. Доктор Благоја Ѓорѓиовски, специјалист по физикална медицина, има дарувано крв над 60 пати. Вели дека освен хуман аспект, дарувањето на крв имало и здравствен аспект. Бидејќи на таков начин се прочистувал организмот и се создавала нова свежа крв. Го препорачувам тоа заради тоа што од една страна има една хумана конотација, добро е за да има во секој време резерви од крв за луѓе кои што имаат потреба од таквото нешто, но нешто што многу малку се алудира е тоа што дарувањето крв е многу добар начин, како медицинско лице, добар начин на прочистување на самиот организам, односно освештување на процесот на создавање на млада нова крв, која што е поенергетска и повеќе влие за одржување и подобрување на здравјето на човекот. Така да моја препорака секој кој што се чувствува здрав, да го прави тоа редовно, континуирано и да ги осека благодетите од таквото нешто. И припадникот на безбедносните сили Сашо Игнатовски, кој има дарувано над 50 пати крв, им препорачува на своите сограѓани да бидат хумани и да спасат човечки живот. Им порачувам на сите што се двоумат дека не е ништо страшно, може слободно да дадат, да се спаси живот, да се помогне на некого, е хумана работа и мислам дека треба сите да бидеме хумани и да помагаме кој на кого колку може. Од Црвениот крст на Прилеп истакнаа дека во секое време имале крв за потребите на општата болница во градот и за барањата од клиниките во Скопје. Значи години неназад ние соработуваме, односно ги информираме граѓаните за доброволно дарување и сме задоволни од нивниот одзив. Одзивот на крводарителите, односно на граѓаните, е доста голем и многу им благодариме, поготово на овие што денес ги добија и наградените. Во соработка на Црвен крст и станицата за трансфузиологија ние ги одговараме на сите потреби на граѓаните и се надевам дека и понатаму ќе продолжи. Инаку во 2017 година во Прилеп имало околу 2700 дарувања, што било приближно колку и планираните количини. А за оваа година од Црвениот крст се надеваат дека овие количини ќе бидат изголемени.